Сите тутунари се целосно незадоволни од начинот на откупот на тутунот, со премногу ниска цена и поценувачки однос према тутунот преку определување на ниски класи на тутунот. Тутунарите се доведуваат во целосно деградирање на нивната работа, но и нивната екзистенција. Ваквата поценувачка политика, која е поддржана со премолчување на инспекторатот, а оди на штета на самите тутунопроизводители, самите тутунари кои ќе бидат доведени во состојба да не можат да обезбедат екзистенција на своите семејства, ги прави само добра мета на извршителите. Затоа денес сме преморани да излеземе на протести и јавно да се обратиме до владата и да побараме. Прво, да не смее да остане ниту 1 килограм неоткупен тутун и откупот на целиот тутун да се заврши до 15 март 2015 година, до кога е законската можност за продадениот тутун да се добијат субвенции. Второ, субвенциите за реколта 2014 година, кои се исплаќаат од програмата за субвенционирање од програмата за 2015 година, владата да одвои дополнителни 30 денари за килограм откупен тутун, со што субвенцијата од 60 денари би се зголемила на 90 денари по килограм. Да кажеме дека семејствата кои произведуваат тутун во најголем процент произведуваат само тутун и немаат никакво друго производство и немаат никакви други приходи. По 14 динара тутун, значи втора категорија, четворка имам 170 кила, значи трета имам 30 кила, трета, значи 130 динара, трета, а четворката е 55 динара, и категоријата 140 динара. Значи јас сум 7 души и фамилија дома, значи само на тутун работаме ние. Видиш што ќе кажам. Мене ми е жал што фамилијата ја будам, не сум толку говорник. Будам се фамилијата, сега никој не ме слуша дома од 3 сато да кршат тутун, да берат и сега да немам за нова година да им дадам по 1 динар, да немам за ужик по 1 динар, никој не го зема тутуну. 220 кила четворка и 150 кила буџа. По 14 денар тоа е. Жива заебанца, жива